Елиезер, за патот, за вистината, за живот. И сега нема никакво осудување за оние кои се во Исуса Христа и живеат не по телото, а по духот, бидејќи законот на духот кој дава живот во Христа Исуса ме ослободи од законот на гревот и на смртта. Она што законот не можеше да го направи, бидејќи беше ослабен поради телото, го изврши Бог, испраќајќи го Синот свој во тело слично на телото од гревот. И поради гревот он го осуди гревот во телото, за да се оправда законот во нас, кои живееме не по телото, туку по духот. Оти оние кои живеат по тело мислат за телесното, а кои живеат по дух за духовното. Телесното мудрување е смрт, а духовното мудрување живот и мир. Бидејќи телесното мудрување е непријателство против Бога, на законот Божие тоа не му се покорува, ниту пак може. А оние кои живеат по телото не можат да му угодат на Бога. Вие живеете не по тело, туку по дух, само тогаш ако Духот Божие живее во вас. Ако пак некој нема Дух Христов, тој не е негов. Ако е пак Христос во вас, телото е мртво за грев, а Духот живее поради правдата. Но ако Духот на оној кој го воскресна од мртвите Исуса живее во вас, оној кој го воскресна Христа од мртвите, ќе ги оживотвори вашите смртни тела преку својот Дух, кој живее во вас. И така, браќа, ние не сме му должни на телото, тоа да живееме по телото. Бидејќи ако живеете во телото, ќе умрете, но ако преку Духот ги умртвувате работите на телото, ќе бидете живи. Сите оние што се управуваат по Духот Божи се синови Божи. Оти вие не примивте дух на робство, за да бидете во страв, туку го примивте духот на посинувањето, преку кого велиме Ава, Оче. Самиот Дух му сведочи на нашиот дух дека ние сме чеда Божие. Ако сме пак чеда, ние сме и наследници Христови, но само ако со Него страдаме, та со Него и да се прославиме. Оти мислам дека страдањата на сегашното време не се ништо спрема славата која ќе се јави во нас. А и тварите со натрпение го очекуваат прославувањето на синовите Божии. Зашто и тие не се покорија на суетата доброволно, туку по војата на оној кој ги покори, а со надеж дека и тие сами ќе се ослободат од робството на распаѓањето при славното ослободување на синовите Божие. Оти знаеме дека сите созданија заедно со нас воздивнуваат и тажат досега. И не само тие, туку и ние самите кои го имаме начетокот на Духот, воздивнуваме во себе си очекувајќи посинување и откупување на нашето тело, бидејќи со надеж се спасивме. А надеж за она што се гледа не е надеж оти како ќе се надева некој на нешто што го гледа. Кога се надеваме пак на она што не го гледаме, со трпение го очекуваме. Исто така и Духот не подкрепува во нашите немојки, бидејќи не знаеме за што да се помолиме како што треба. Туку Духот сам посредува за нас со неискажливо воздивнување. А оној кој ги испитува срцата знае каква е мислата на Духот, бидејќи он по волјата на Бога посредува за светиите. Знаеме дека на оние што го љубат Бога и се призвани по Неговата волја, се им врви добро. Оти оние кои ги позна порано, нив и ги определи да бидат слични по образот на Неговиот Син, та он да биде првороден меѓу многуте еднородни браќа. А оние што ги предопредели, нив и ги повика, и кој ги повика, нив и ги оправда.
кој ги оправда нив и ги прослави. Што да речеме пак на ова? Ако е Бог со нас, кој ќе е против нас? Оној кој не го поштеди ни својот собствен син, туку го предаде за сите нас, како да не ни подари со него се. Кој ќе ги обвини избраниците Божии? Бог е кој ги оправдува. Кој што ќе суди? Христос или Исус, кој умре, но уште и воскресна, кој е од десната страна на Бога и кој се застапува за нас. Кој ќе не одвои од љубовта Божија? Тага ли, неволја ли, или гонење, глад ли или голотија, опасност ли или меч? Како што е напишано, заради тебе секогаш не убиваат, не сметаат како овци за клање. Но во сето ова победуваме преку оној кој не возлюби. Оти сигурно знам дека ни смртта, ни животот, ни ангелите, ни властите, ни силите, ни сегашнината, ни иднината, ни височината, ни длабочината, ниту пак некоја друга твар ќе може да не оддели од љубовта Божија во Христа Исуса, нашиот Господ. Елиезер